Јас сум она што не се гледа на Инстаграм. Амбициозна. Позитива. Широка насмевка. Љубов. Јас сум мог. Јас сум храбар. Јас сум другар. Секогаш се слушувам, советувам и помагам. Јас сум доволна. За роб на куќата нема да бидам. Не успевам се. Светот може да се руши, но не значи дека дома ми е исчистено. Јас можам да оставам неперени алишта, ама ако е добро времето, ако е чист воздухот, да се отиде надвор. Таков човек со толку многу шарували што него го изложив. Од тоа се исплашив, тоа се зошто е должен он толку да биде гледан, шеруван, да го збора, да стигне до другарчињата, до мајките. Дали Елена Бубало ќе каже Леле, да, сега види како ме намести. кога ќе слушнам акција, знам кое време стартува. Стартува времето на ресет, на нашата омилена дружба и нашата омилена тема – ментално здравје. Пред да ви ја представам мојата денешна гостинка, која што беше изминатиот период актуелна на една тема на социјалните мрежи, која што дефинитивно не ја дефинира тоа нејза. И кога ќе откриеме за кого станува збор, ќе ве интригира и ќе сакате да останете до самиот крај. Пред да ви ја откриам, сакам најпрво да се заблагодарам на нашите подржувачи, а тоа се Dongfeng, еден од најголемите производители на автомобили, познати по својата сигурност и иновативна технологија, брендот кој носи широка палета на модели од економични градски возила до модерни SUV и електрични автомобили. Smart Living, кој што е создаден за модерен начин на живот, комбинирајќи функционалност и елегантен дизајн, нешто што гледате во нашето студио, тоа е масата и вазната. F-Stop Pro фотокамера шот со целосна професионална опрема и современо осветлување за врвен квалитет на фотографии и видеа, каде што се вклучуваат и вакви микрофони, доколку сакате и вие да снимате подкаст. Не можеме да ги изоставиме оние кои што се потрудија да ме средат денеска вака да изгледам, а тоа се Fashion Group, односно се облеков од Mango, и ова е дел од нивната нова колекција, така што ако шетате некаде надвор, сте во центарот на градот, точно знаете каде да ги најдете, да ги посетите, имаат нешто сигурно и за вас. Да не ги изоставиме шминката и фризурата, знаете кој тука се подпишува, Octe Seidi Hair Studio, секогаш професионални и на висина на својата задача. Што се однесува до поддршката, тука ни се многу значени две полиња, односно студентарија, која што безрезервно не поддржувам кога станува збор за менталното здравје, а и ние нив кога зборуваат за теми важни околу студентскиот живот. Сите информации на едно место можете да ги најдете токму таму. И последно, исто така, значено за нас, Слободен печат, нашиот, а верувам и ваш омилен весник, кој стана дел од нашата култура и нуди навремени и релевантни информации од земјата и светот. Кога зборуваме за нови гости во студио, кога зборуваме за теми, некако посветам доволно време, сакам да присуствуваат овде ликови кои што ретко имаат можност да си ги кажат своите ставови, своите убедувања, верувања и состојби ситуации во нивниот живот, односно сума сумарум, она што и нас не обкружува, тоа е менталното здравје. Кога настрана ќе ставиме се што е забава и шоу бизнес, мислам дека повторно се сидам на што не допирам, а тоа се емоциите и како поминуваме низ нив или со нив. Мој денешен гостин е токму една таква силна жена, можам слободно да кажам, супервумен, јас ја нарекувам, бидејќи јас не знам како таа постигнува се, доколку ја следите, ќе ме разберете. Таа знае да успее во 5 сата да стане, да готви, да чува дете, додека го чува детето таа вежба истовремено. Фитнес тренер, успешен бизнис предприемач. Навистина има толку многу епитети за нејза да се кажат и пофални зборови што нема да ги собере ниту во една реченица. Драго ми е да те гостам во нашиот подкаст Ресет, Елена Бубало. Ти благодарам за прекрасните зборови и најава. Ми направи сега трема, бев баш онака опуштена. Немој да се ми со трема сега. Не, се шалам. Како си ми? Па одлично. Многу ми убаво вака. Прво се израдував што ме поканивте. Уживав и до тука кога дојдов. Пријатно сум изненадена од се, морам да ви кажам.
друго ниво на се ова и баш се чувствувам пријатно. А мене, секогаш што го кажувам, многу ми значи кога ќе ми изнесе некој од дома вака, па да си се дотерам, да дојдам, поубава од вообичаено, од сала, од тренинг, така да ќе дадам се од себе да да вреди моето гостување тука. Ке ми споделиш ли на гледачите за почеток како ние тебе те подготвивме? Да. Значи не смеш тоа, не смеш ова смеш. Да, ама јас пошто сум дисциплиниран човек, пораката сериозно ја читав да не видиш во бело. Да бидеш нешто така пролетно, убаво, весело, Весели бои. да бидеш во 18 часот таму и таму тоа да направиш, да, и се потрудив и се читам, јас пораките кога стигаат, не е така тоа ради реда, само колку да, добро ќе бидам таму, важно ми е, таков и човек сум, сакам да ме слушаат, не треба да очекувам од другите, нели исто, меѓутоа се трудам да ги задоволам нели тие барања за тоа што ако сме се договориле нешто фер да се испочитува од двете страни. Знаеш дека тоа е многу ретко во денешно време да си стоиш на зборот. Зборот треба да има својата тежина. Кога ќе кажеш дека нешто ќе направиш, дека тоа го правиш не само сега во ситуацијава за ресет, ама општо за животот. Кога ќе кажеш нешто, си стоиш за тоа. Дали е тоа случај за тебе? Да, мене ми е тоа една од најголемите маки во животот. Мислам дека навистина сум таков човек. Секој може што ме познава да пише тука сега да каже што не гледа. И повеќе од зборот стојам во тоа што треба. Единствената мана е во тоа кога очекуваме од другите луѓе истото да го вратат и таа борба е. Јас го имам тука супругот кој што секогаш кога ќе му се пожалам нешто, ќе му кажам ама зошто ова вака, зошто не е на таа страна, застани, ти го направи за тоа што тоа го сакаше, убаво ти беше, ти зашто го направи тоа, да. Немој престани да очекуваш другите да го прават тоа како што ти очекуваш. И таа мантра многу ми помага и ја заборавам често до душа, нели ми трае 1 месец, ама он е тука да ме потсети дека не може да биде така од другата страна. Работам со луѓе и свесна сум дека е така, но па не смееме да се откажеме дека ние како индивидуи, јас, ти и останатите, нели, кои што ете имаме можда таа одлика и не треба да сме скромни да не си ја признаеме на крајот од денот, дека може ќе ја пренесеме на еден денес, па тој еден на друг денес, луѓето се менуваат, неважно во која фаза од животот. Јас верувам во тоа, така да, ете, ќе направиме некои промени. Ти вака ми делуваш и надвор од социјалните мрежи дека си позитивен човек, успешен, сталожен. Како таква индивидуа, многу е важно да имаш и добар партнер за себе. И сегува сега што го кажуваш, навистина значи допринесува за твојата насмевка. Искрено се ја и во очи, што е реткост да се види. Да, значи, не знам, јас соатана сум од моја 14-та година, тоа е, да, секад го имав прилика на едно место да го зборувам. Многу долго сме заедно, повеќе сме заедно него што не сме. Значи, сели знам по сестра ми кога се роди третата, така да 23 години сме заедно. Да, и некако растевме заедно, сплотено се, некако промените поминаа тие, да ќе кажам, многу поодамна додека сме биле мали. И сега сме буквално не само брачен пар, него и најдобри пријатели. И да, многу е битна поддршката и не ми е никогаш срам да зборувам отворено на тоа, да зборувам за љубов, за сакање, за почитување, за вредностите на фамилијата. Сакам тоа да го пренесам дома, сакам да гледаат децата дека се сакаме и да само тоа како гледаат ќе може така надвор да се однесуваат. А чека сега, мене природно ми се наметнува прашање. Прво треба да сме партнери, па стануваме најдобри пријатели, запознавајќи се во текот на тој процес, или прво нели викаат пријатели, па потоа се раѓа љубов? Не знам, која е формулата? Не знам, ние се запознавме на игра Орена. Многу бев мала, мислам дека. Така некако дефинитивно се заљубив над моите 14-15 години и не знам дали можам да кажам дека прво другари па партнери и обратно, ама во мојот случај мислам дека прво не сме биле другари никогаш, него едноставно станавме дечко и девојка побрзо него пријатели и потоа во животот, во текот на животот и животните патишта и се тоа што сме успеле да издржиме, да бидеме заедно со сите препреки, станавме и пријатели и другари. Добро. Не сме биле обратно, не сум имала време кога. Требало на 10 години да бидеме пријатели.
Еве сега се раѓа таква опција, таква можност да си го живеете најубавото сега во овој период од животот. Сега вие сте се запознале, се вака почна муабетот, ама ајде ќе тираме природно како што треба. Сте се запознале на 14 години, така сте почнале и сега нели на тие години си уште не знаеш кој си. Влегуваш во некоја врска, не знаеш дали тоа ќе биде сериозна или не, меѓутоа еве се случува за тебе да се докаже дека тоа е сериозна врска и преминува нешто најубаво како искуство. Како вие во тој процес, обично луѓето, нели, ако не один во некоја врска, прекинуваат или се повлекуваат и работат на себе, нели, некои предизвици со себе што ги имаат, не знаат да се сакат себе си, ако не знаат да се сакат себе си, нема добра врска. Како вие тоа го надминувавте, знаејќи дека сте биле млади, а поминувате заедно низ процесот, како вие уствари работевте заедно во ова да останете сепак? Вака некогаш кога си разговараме меѓу нас, знаеш како буквално некој викам, леле, фала му на Господ што не сме се разделиле тогаш кога сме биле многу мали, кога сме биле заедно. Јас како сега ги памтам деновите на почетоците, мислам многу е далечно реално, но јас бев една бубалица во школа, на факултет и слично и мене таму ми беше главниот фокус и како си го знам карактерот како себе се вака некој да можам да си сопешам сама себе тогаш, можеби некој околу би ме знаел. Секогаш сум сакала да имам стабилна врска, тоа ми било многу важно, па дури и да ги прифатам, од мала ги прифаќам работите кај луѓето, природно, не е дека некој ме воспитувал така, не па на 14 години или јас растена во село, каде што ќе излезам со автобусот са бајле во 7 со првиот, па треба да одам на училиште, па некој курс да завршам во меѓувреме да се вратам со последниот. Не е дека некој тоа ме учел и ми го кажувал, ама таков човек сум, се прилагодувам лесно и не се борам со некои работи кај луѓето, знам да ги прифатам и мислам дека ми е тоа нека одлика што може да ми помогнала во животот случајно, не е дека нешто тогаш сум работел. И тоа ми било многу важно, како сега памтам дека учев кај баба ми и дедо ми, затоа што ние сме многу члено семејство, тогаш имав баби, дедовци, друга баба, друг дедо, мајка ми е многу рано мажена и сите живеевме во еден двор и плюс 2 сестри и не можев да учам. И учев кај баба ми и дедо ми, другите баба и дедо и таму живеев. И најважно ми беше да имам дечко, дека ми е се тоа средано во животот, така тогаш дека имам со кого да си излезам, дека ќе се почитуваме, не сум била посесивна или нешто да пратам, да следам. Ја да учам, да тој што ќе го имам покрај мене да ме остави да учам, да не ме тера да излегувам, да искачам. Не го кажувам како дека е позитивно или негативно, меѓутоа таков лик бев тие некои 7-8 години, тоа е практично од крај на прва средно. Учев средно медицина, па после учев биохемија, факултети, тоа ми беше многу тешко да учам и рад ми требаше. Значи сакав рад да имам, не излегував многу. Ми беше празник деновите кога одевме на играорна и кога ќе се видевме. Во меѓувреме знам дека работевме по кафичи, за да може, зашто живеев далеко од него 20-30 километри, за да имаме пари за бензин, за да дојде навечер да се видиме. И така тоа ми било предизвик, да немало интернет, немало СМС, многу и тие работи за да нешто се пратиме и слично. Главата ми била, буквално ми беше фокусирана на учење и верувам дека затоа што толку ми била зафатена, јас не сум имала слободно време да мислам и да се расправам. А сигурно имало зошто и сум го поминувала тоа, затоа што ми беше битно да заспијам на време, сабајлето да станам и да отидам на испит или да учам. И сигурно тоа екстра ми помогнало за некои работи, буквално сега да не знам што се случувало. Може били излезан, ја не знам, немој да ме замараш, немој ништо, утре имам микробиологија испит. Значи многу ми е важен. И тие работи поминале и многу е убаво затоа што поминале кога требало да поминат. Нели не поминуваат понатака во на 30 плюс години кога сме биле заедно и на крајот се склопиле коцките, среќа, звезда, нели? Не може се да препишеме на правилен избор, на знаење, што сум знаела тогаш. Не знам дали нешто сум знаела толку многу, ама еве сега на прашањето како ретро нешто пробувам да вратам, некои емоции и чувства. Мислам дека тие така години кога сме биле многу млади, сме биле заедно, така ги имаме пребродено. Многу патувавме, он со една од играорна, јас, со родителите секој посебно. И беше добро што живеев далеку, например, и што не можевме многу често да се гледаме, например. И сите тие услови, гледате, као спонтани се на крајот, ама можда помогнале за сето тоа да обстои, додека да се осознаеме ние на крајот каде припаѓаме, кои сме и што сме, ете сега да сме после толку години заедно. Вежбате ли заедно? Да. Во последно време помалца, затоа што еден мора да е со децата, као пробуваме да се поделиме. Ајде сега ти оди, јас ќе се вратам, ти ова направи, таму толку сату тоа, па јас ќе одам со другарме ќе вежбам, ти вежбај со другарката ти. Компромис, добро. Да.
Ама уживам и кога може, неделите најчесто, ама можам да кажам дека се помалце правиме заедно тренинг. Ти не достига тоа? Да, и дури некогаш, кој ќе ми каже, јас одам во 2 да вежбам, викам, со кого ќе вежбаш? Си викам себе, зашто не ме викнавте јас да вежбам? Свесна сум дека не можам да отидам, дека други обврски, дека ако ме викна нема да одам, ама криво ми е, например. И да, ми недостасуваат тие денови многу, ама ќе дојдат. Ќе пркнат децава, па ќе дојдат, па ова ќе ми фали другото. Така да, тоа се нормални процеси. Ете, убаво е да знаат и гледачите и они што се во подолги врски или пак во рани врски, дека има подеми падови, дека има компромис, дека има убави и неубави моменти, меѓутоа се надминуваат заедно, доколку се има разговор. Игрорната ја гледам како дел, како спорт. Ние сме многу мали на игрорна и многу не учи. Спортот, како општо, те учи за дисциплина и за многу работи во животот, па и за да бидеш трпелив. Таа конекција со луѓе, да разговараш, со се што ќе се соочуваш таму. Значи, сега можда не е игрорната, меѓутоа е било кој рекреативен спорт што децата и нели на тие години го правиме, многу помага да ги слушаш луѓето, да разговараш со нив, изложен си на многу комуникација. Денеска тоа недостасува. Недостасува луѓето да разговараат околу, нели, затворени сме, сами сме. Ако се приклучиме во некоја група, во некоја заедница каде што има со кого да ги споделиме работите, па дури мислам дека и најинтровертниот човек да е дел и склопен во некоја заедница, ќе се приточиш во тоа. На крајот ти си тој со кој што си. Кога промените не доаѓаат, може се да смениме. Ма не храна, ма не вежбање, ма не знам, сон ќе спијам, па кафе нема да пијам. Нели сите ние промени што ги читаме, ама да не ја смениме околината, која што исто така многу влијае и да сме заробени, да не знаеме што сме променили. Спортот од мали нозе, никој не бара од никога да биде професионален спортист, меѓутоа децата сами што се изложени на сето тоа растат на еден поинаков начин. Една работа, втора работа, растана сум во многу детни семејства, значи пак ќе напоменам, тоа исто многу е важно. Се карале, се смирувале, се сакале, се мразеле, сите емоции дома ги имам видено како мала, и тоа ми исто направено многу јака, не викам дека е правилно, меѓутоа сум го живеела. На што си сведочела? Пример, ако смееш да споделиш? Не кријам, ама еве јас на пример сум растана во фамилија каде што еднаш биле со едниот скаран, со чичкото, со вујкото скаран, со тетката скарана. Денеска слушаш не се добри, вакви се, такви се, на глас се збори, не се внимавало што се зборува пред нас. Во све сме били инволвирани, не сме биле заштитени од некои информации што не било важно. Се тоа ќе помине, ќе се дере, ќе се вика, на пример, утре дента сме на слава сите заедно, на пример, на маса. Живели, правите? Не знам, еве, да. Поминало? Да. И тие се работи од кои што учиш, дали може не сакаш да бидеш така понатака во животот, може сакаш да ги смениш. Од тие работи се учиш што, на пример, еве на сопствените деца би направил, нели, да внимаваме како разговараме пред нив, што зборуваме. Јас, на пример, сум гледала како се караа дома, што е нели нормално, па ќе кажам, со свекор, со свекрва, со една баба, друга баба, имавме баба, знам една исто нема жена, што сите живееше, сите живеевме, сите многу луѓе живеевме заедно. Кога требаше кога се омажив и кога се зборувавме со Атанас дали ќе живееме со свекорми и свекрвами, прво бев уплашена, затоа што мислев дека сето тоа што сум го живеела јас како дете, дека тоа е така страшно уствари, а јас сосема кога го прифатив тоа и дека реков не, од ова може и нешто, може позитивно и обратно да биде, ние денеска сите живееме во заедница и живееме заедно без расправи, без ништо, него напротив си помагаме и се почитуваме меѓу нас. Тоа е свесност и работа многу на себе за да работите од порано, да можеш да ги видиш, да ги размислиш, да извлечеш од нив се е поука, меѓутоа дека некои работи можеш ти да ги промениш понатака на твоето поколение, па и за твојот мир. Јас цврсто верувам дека тебе спортот ти помага многу. Еве и за менталното здравје, барем она што го споделуваш по социјалните мрежи навистина делува така. Не само што држиш тренинзи, ти вежбаш, туку и вежбаш со малото бебенце покрај себе, што за мене до некаде е херојство. Значи не знам како изгледа во тугите очи и како тие го перцепираат, ќе го разговараме и тоа, меѓутоа да постигнеш се и да не се откажеш од себе, иако тоа е на голем теска и огромен дел од мајките, сигурно има и такви кои што ќе го следат овој разговор, е за пофалбан, меѓутоа и треба да го прикажеме поблиску, како ти тоа успеваш да го направиш? Понекогаш навистина изгледа дека успевам се и тоа се криви социјалните мрежи, а не треба да е така и морам тоа некогаш мислам и да го коригирам. Не успевам се, ама имам приоритети.
Значи, веле, вежбањето ми е приоритет за себе, личен. Многу ми е приоритет да готвам и децата да јадат дома и да јадат готвена храна. Значи, со тоа ми е, светот може да се руши, макар нека се домашни јувки, јас ќе ги направам за децата дома да се хранат, затоа со тоа ми ја покажуваме дел од љубовта кон нив, и сметам дека е домашната храна, јадењето и сите заедно, да јадеме и да останат тие некои трајни вредности меѓу нас. Но не значи дека дома ми е исчистено, средано. Знаете какви коментари нека добивам, живееме во двор, имаме и вика, леле, на дворов, бре, како викендичка, вие, како да не живее никој тука, затоа што навистина не ми е приоритет и сега тоа е тоа. Нели? Не можам, не успевам и сето тоа да го, например, да го средам. Да, нали, може да треба и тие работи да се прикажуваат. Јас можам доставам неперени јалишта, ама ако е добро времето, ако е чист воздухот, да се отиде надвор. Сетирана сум така се ги сетирам работите. Тие, еве, ако се вратиме на претходната тема, можам да ги кажам трауми од детство. Дека чашата тука не смее да стои. Дека не смеам у пижами да седам цел ден од сабајле. Дека се мора да е здиплено, дека се мора да е средено, дека сабота мора да се чисти, дека никаде нема да отидеме и ништо, не знам. Еве, од моето семејство и слично. А при тоа ние дома да се со сестрите, например, да го немаме тој фамилиарен дел, затоа што се мора да се заврши, да биде чисто, да биде средено и слично. Тоа се приоритети. Сега од тоа сум си излегла. Му мислата дека роб на куќата нема да бидам. Нема да бидам. Мокно кажано. Значи стварно нема да бидам роб на куќата. Нема дека ќе живееме во штала сега, да се разбереме. Се ќе видат тоа во нормални услови, меѓутоа не може да ме вади од не од рутина, ама од нешто што мене ќе ми причинува убаво да пијам денеска чаша вино вечер, зашто сите заспале на време со сопруга, затоа што не се измиени садовите, затоа што е хаос со играчки. Сега сигурно Атанас кој ќе ме гледа ќе рече не лажи, ме караш мене цело време да биде чисто. Не, добра, работа на себе е сериозно, меѓутоа на тој начин си ги поставувам приоритетите. Тоа што покажувам за вежбање не треба никого да фрустрира, затоа што на крајот од денот мене тоа ми е работа. Срамота е јас да не вежбам и не сакам со тоа да се фалам, како изгледам и вежбам, па како треба да изгледам, не излегувам од сала 8 сати. Мојата работа е во сала и е срамота јас да не вежбам, таму сум изложена, не сум отишла специјално денеска да сум работела некаде 8 сати, ама по друга страна работам на тоа како тебе да те измотивирам, другите да ги измотивирам, да најдам начин како да го прифатат вежбањето, како да си помогнат себе, дали од дома, дали 20 минути. Мојата цел кога го прикажувам вежбањето на другите е да го олеснам патот да се стигне до таму, ама не јас да ги изфрустрирам. Мора да разберат, мене ми е тоа работа. Можам да кажам за готвењето исто. Ставам се на Инстаграм, сакам да ставам за на никого да му ја олеснам работата. Полесно ете, некако патем се нашле толку фоловерс, например, на Инстаграм, никад не сум го замислувала тоа, ама мислам дека ете зашто денеска тоа и да не го сликнам. Ама после ова прашање од утре ќе ги ставам и целиот хаос кој што влада е дома, и целиот тоа неуредено и слично, за да се види дека не постигам се, меѓутоа дека денот ми е на сите ние 24 часа, ама мораме да си ги поставиме приоритетите, оние кои што ќе не направат поздрави, приоритета да бидеме здрави и на крајот да бидеме посреќни. Ама треба и да се носиме со тоа, да не е само вака кажано. Не може јас за џабе ако седам пијам вино, а ги гледам чашите дека не се измиени, дека не е средено и не сум присутна во моментот. Да. Не, навистина е многу ова сега што го кажа, затоа што прави некоја реална слика за животот кој што живееме, иако сме присутни на социјалните мрежи, не значи дека по дефолт се не е совршен. Еви подкастов, да, тука е совршен, ама зад камера е сосема друга слика. Како изгледа твој ден, еве, на кратко да ми го отсликаш, да ми го прераскажеш од почеток до крај? Многу е хаотично. Работата ни е многу убава, ама патем ни е многу тешка затоа што немаме работно време. Работиме од сабајле држиме часови, попладне држиме часови, измеѓу држиме часови. Најглавно е тоа што станувам рано, пробувам да станувам рано, ама и третото бебе, мислам, е мало така да рано легнува и рано станува, немам друга опција. Најголемиот фокус, пак ќе кажам, од сабајле ми е да сготвам се, не мора се, ама барем додека за да они имаат оброци, додека да појдат училиште, градинка или ако нешто до ручекот, знам дека не сум тука. Можам да кажам дека тоа ми е една од главните рутини, ама јас имам пишано од претходно или во главата или на лист што во неделата ќе биде. Макар и леќа да е тоа, ама јас да ја имам, да знам и да не мислам, пошто нели
памтиш порано мајките секад најнешто што ќе каже, леле, само кажете ми што да ви направам за јадење. Кога Нешто се што ќе е ви направам, полесно. ама не кажете ми, кога туку е тешко да мислиш цело време што да им направиш. Јас така ќе им собирам коментари, имам во главата кој ден што да направам. Тоа ми е главната, да кажам, преокупација во утрото. После тоа, деца да се разносат, дали на училиште, прва, втора смена, дали е тоа градинка, како ги оставам децата, обавезно одам во една од салите, имаме повеќе, да поминам во салите, дали да извежбам, дали да одржам тренинг, дали да се видам со тренерите, да видам каква е работата и имам после тоа, у онаа доба кога сите работат, ние не работиме со сопругот, тогаш е така некако да кажам време за нас, па за кафе, па дома, може некад да работам, некогаш навистина да одмарам, да ги работам, некои од убавите работи да одговарам интервјуа, да работам на платформите што ги имам. Тоа ми е така, некако да пишувам тренинзи за тоа што таму си го разработувам мозокот, тоа ми е уживање, на пример, без разлика што е дел од работата, меѓу таму ми е мотивацијата, таму ми е храната за мозокот и после доаѓа 17 часот и нас не почнува втора смена на работа. Жалното тој дел од работата е што комбинираме како да бидеме присутни дома, па почнавме некако да не работиме покасно, па едниот да работи, едниот да не работи. Компромис. Да, таа работа, нашата работа, тој е најголемиот, мислам дека проблем, на пример еден детски роден ден, нас не е проблем да ги однесеме децата на роден ден затоа што во тие сати работиме, да не зборам за курсеви и слично. Но животот е тоа, мене ако ми е пречка вајда на некој нешто му е друга, пробуваме да се организираме, не одиме со главата во зид, дека треба 10 курсеви, дека треба 5, што може тука да е локално да е, тоа што мора да се отиде, тоа што не мора, не е крај на светот, на крајот се уште и мали. Не можам тоа да ми биде притисок ако нештото дека мора да одат на пливање, а нас сите дома ни направи стрес, нервоза, затоа што треба до таму да се отиде, па не ја гледам убавата работа на крајот од тоа дека нешто ќе излезе и сега тука заедно носиме одлуки. Ако тоа представува стрес, почнеме дома да се караме. Па тоа го пренесуваме на децата, а он отиде на пливање. Не гледам дека треба да и ќе престанеме со сето тоа. Не следам ни трендови за тоа, него ја проценувам моменталната ситуација. Има стварно денови кога се можеме да постигнеме, се може да направиме. Има денови кога треба да е окей да си дома и да кажеш дека нема да одиш и дека се е тоа окей, дека не си неуспешен на крајот од денот и дека треба да одмориш и е сосема во ред. Може да би во животното искуство и работата до сега, верувам дека не сум била таква претходно, ама учиме, сакаме да бидеме посвесни и поприсутни родители, тоа е сега актуелно за сече, спокојство, ум и развој, точно, и јас го учам тоа, учам преку нив, учам преку другите, учам преку стручни лица, слушам, гледам, не знам и пробувам истото да го практикувам. И на вистина, на крајот од денот, ако нешто представува преголем стрес и се караме, нема фајда, макар тоа да е и најздравиот оброк, нели, на денот. Не е важно кој е, ако му правиме стрес на организмот. На кој скалило се наоѓа твоето ментално здраве, затоа што наведе многу работи, те следам од почеток на прва буква до завршница, Така значи личи. те слушам активно. На кој скалило ти се наоѓа тебе менталното здраве, пример да речеме од 1 до 10? Јас ако треба да кажам, моментално Од недобра до се совршено. чувствувам добро. Мислам, совршено, не знам каде припаѓам. Тоа е многу важно за да не се изгубиме во сето ова. Кога лутаме, бараме и све следиме, ако не знаеме каде припаѓаме, бегаме од тоа каде што сме и после е сериозен прво личен неуспех и проблем, а после сето тоа го пренесуваме на другите. Последно кога имавме муабет со колегите од работа, беше Елена, немој да забегаш вака и са набројува, не е важно. Немој да забегаш сега. Супер е све ова што го правиш, немој сега да те натера нешто на друг се пат да подлагаш. отидеш Да. некаде нешто. Викам, нема. Како си сигурна дека нема? Зашто стварно знам што правам, знам што сакам, го правам само тоа што знам да го правам најдобро и немам што да се плеткам каде што на крајот од денот, нели, народски кажано, не ми е местото. Може сакам да научам, ама јас знам да кажам дека не знам, не ми е проблем да ти кажам дека не знам. Немам со тоа проблем, не се срамам од тоа и секогаш кога разговарам за тоа што го знам, умеам, сум сигурна, течна ми е мислата, едноставно го правам секој ден, го работам секој ден, сум учела за тоа што не е, нит се трчам натака да бидам, не е тоа важно за во врска со работава, за разговори или сега за гостување, например, не мислам за такви прашања, за општи работи. Знам да побарам од каде треба помош и знам каде сум. Кога ние знаеме каде сме, каде припаѓаме, каде ни е убаво, не одиме каде ни е убаво
затоа што некој кажал дека таму е убаво. Јас сум домец, јас сакам да сум дома и таму ми е најубаво и таму се чувствувам најсигурно, таму уживам и тоа не е лошо, не значи дека за тебе треба да е така, ама ако го правиш ти тоа што си сигурен дека ти ги буди тие чувства, сакаш да си таму, знаеш каде си, немаш никаков проблем. Ако не знаеш, само треба да побараш помош. И не е срамота вајда тоа да се направи. Воопшто не е срамота. Тоа дури е храброст да го направиш во денешно време. А ти кога го правиш, тоа како изгледа? Каде се обраќаш? А да не е дома? Да, јас сега тоа да не е дома, например, најсериозно нема шанси без да помине ништо без Натанас, да му кажам. Најмалиот проблем што го имам и што го чувствувам, смешно да е тоа, дека ме нервира, јас сум човек што се кажува. Тоа вајда е исто некоја особина која што многу ми помага. Јас последно кога бев исто на работа за себе, кај тренер личен да кажам, мислам дека решивме толку некои работи во еден сат, само затоа што јас не престанав да зборувам и затоа што се кажав, не требаше некој да ги вади зборовите од мене. Јас секако имав проблем со себе, имав браш со тоа проблем, се навраќав многу назад на работите, никогаш не можам додам напред затоа што мислам дека нешто должам позади. Таков човек сум, се мислам дека на никого нешто му должам, дека должам објаснување, дека морам да се доискажам ако не сум кажала нешто. Се ослободи од тоа некогаш? Па сега мислам дека сум на прав пат, ама мислам, нели знаеш како работите, кога нешто ќе се случи неубаво, например, нели како не држи месец, два, три, после пак се враќаме на старото. Јас сум тазе во тоа сега, така навлезане, нешто гордо ново го созна за кажувам себе. тоа за себе. Колку ќе ме држи, ајде да видиме, ќе ме прашаш на некоја следна средба. Не знам, ама многу се трудам, искрено многу. Научив и за себе и преку лични примери и преку работа на себе. Работам многу со луѓе и тоа е исто позитивно. Негативно е друго што работата со луѓе, може после ќе отвориме тема, ама позитивното тоа е дека ето тоа што го кажам, знаат луѓето ми кажат, па ти иди ваму. Па ти иди нами. Па одам многу на женски конференции, повикана сум да зборувам и слично, таму запознам стварно прекрасни луѓе кои што не сум знаела дека постојат, а дека со една средба ми го например промениле ставот, видикот и животот. Кога шеташ, не е битно каде ќе отидеш, не е само да прошеташ со нозата, треба да прошеташ и со главата. И со ние мозете. можеме секогаш да сме присутни и само така да сме присутни, меѓутоа мора ако сме свесно присутни и научиме од луѓето, извлечеме некои работи, дома или да ги запишеме, и мене ми стојат многу во главата, јас сакам да ги слушам луѓето и сакам да учам од нив и од негативни критики, од лоши искуства, од се и разговарам и кажувам и зборувам и луѓето сега викаат дека се карам. Кога ќе го кажам мојот став. Што се случи ајде кога сега спомна социјални мрежи, негативни реакции? Можеме ли тоа да го опфатиме последно тоа што јас тебе ти Зашто пишав? беше? За стинот за вежбање. Значи со тегови. Јас само листав, еве ќе споделам и со гледачите. Само листав исто. Јас сум хаосна така навака, нели соврски и отворам нешто Инстаграм, скролам и гледам бубало нешто споделила, некој став, толкав реферат, ја читам, викам што се случило, сум пропуштила. Да, само кажува нешто, се објаснува дека нема врска, јас не сум таков човек, ово, она, викам, чекај се и пишувам. Како може некој, викам, за тебе вакво нешто да мисли, затоа што ти се што правиш на социјалните мрежи е да инспирираш, што е навистина така. Вежбаш, споделуваш рецепти, го чуваш детето, еве постигнуваш на секоја страна, не знам дали да се свртиме кај прехрамбреното тоа што го правиш, што го изнесуваш како бизнес, дали да отидеме во таа фитнес сала да вежбаме, премногу работи, а некој се фатил за нешто што е предмет на дискусија. Како тоа тебе те допре? Зошто те допре? Каде лежи приказнава се, заегот во приказнава? Не ме допре мојата сигурност во работата и во тоа дека тоа што сум го дала на синот е безбедно. Не. Знаете што ме добре? Тоа што го толку многу шарували што него го изложив. Веќе најстариот син, морам да внимавам дека не се работам на себе да нема веќе слики и фотографии, предпоставувам о нив и слично, затоа што можда колку јас сметам дека позитивно влијам. Да, јас не се сметам себе си дека нешто се премногу изложени, ама не е на крајот една слика изложена сте, нели? Можеме ние да збориме за многу, за малку, зашто така ни одговара. Сега некој денеска ставил 10 пати, јас во месецот една изложување. Крај на приказната го знаат сите. Од тоа си исплашив малце. И револтот не знаев како да го кажам, сега зошто е должен он толку да биде гледан, шеруван, да го збора, да стигне до другарчињата, до мајките, да не го зафркаваат нешто, секаде како на мајка, секаде ми отиде главата. Јас воопшто не ме погоди ставот
дека јас нешто лошо правам со него или ќе го повредам. Нема апсолутно не, јас имам толку знаење во сето тоа, толку учење, труд, не имаме сала за деца каде што ги подготвуваме децата, не, се исплашив. Се исплашив него да не му наштетам, затоа што несвесно не ме знаат, луѓето ме следат, кој за убаво, кој за лошо, кој за да ти направи штета, за да ти пише лошости, какви не има, нормално е сето тоа. И се исплашив дека него ќе му наштетам и дека он, впрочем, зошто него го изложив толку да го шеруваа денеска, да бев јас на сликата, јас на видеото, јас одговарам за себе, меѓутоа се одговарам за него и тоа не е во ред. И тоа е грешка на нас, што можда ние уште се чувствуваме дека тука живееме некоја безбедна средина, нели, ама слушаме што лошо се случува со тоа што ги објавуваме децата и слично. Јас сум на таа тема, не можам да се пофалам дека сум најокей, нели? Не дека пак ќе кажам, нели, не претеруваш, ама нема врска претерување или не, знаат. Од тоа се исплашив и јас тоа сакав да објаснам зошто, како се фативте за тоа, зошто моравте да го и летаа многу неубави коментари патам. Немал да пораснем, што сум се докажувала, силен ли сега ќе го правам, на крајот дај да биде силен, убаво е да биде силен, убаво е да биде јак, убаво е да му има самодоверба, убаво е да има дисциплина, по надзор вежба со стручни лица, со родители кои што не се излезени од сала. Тоа дете не е како твоето дете. И не е лошо зашто ова дете е растано во сала, ние сме немале кај да го чуваме, немало кој да го чувал, гледа, упива, седел по 6 сати вака и не гледал што правиме. Кажи ми, дали ова е најлошото искуство што си го имала на социјалните мрежи, како Не. негативни коментари? Па не, Или мало најлошото повеќе? искуство е времена кога вежбав. Тоа е таму зашто добивав многу од мажи лоши коментари. Од мажи? Овдека беа повеќе да кажам од жени и пак ќе кажам не знам навистина зошто баш кај што он толку пострашно вежбал. Не знам што толку ги предизвика тоа двете петките говите од страна на шипката, ама најнегативните коментари до сега биле од мажи кога вежбам со обајаги стомак вака пред мене, да, со неубави Како се коментари. носеше со тоа? И тогаш сум сигурна што правам. Со првата бременост Не те помести? не беа толку активни социјалните мрежи, можев да се скријам, ќе ме види некој, ќе ме снима, ќе се објавиме, ама некако беа се лоши коментарите. Ама јас не бев сигурна во себе. И кога некој нешто ќе ми кажеш, одма одев на преглед. Нешто да не сум направила, има ли срцева реакција, селија во ред, аз викам, не вежбај, ако ова те малтретира тебе, ова не е нормално, вика, зошто ги случува, знаеме што правиме, како и тука се наоѓа в себе, што сметам дека и на 27 години е нормално. Тренер, не се вежбало многу бремени, јас таа на себе го правам, лоши коментари, несигурност во работата, мора да ја носиме. Значи, во тие години не можам да кажам дека сум била 100% сигурна во тоа и не знам кој е во било која област од тоа што го работи. Веќе со второто и со третото, апсолутно, докторите вака тука ми стоја, беа потпора за сето тоа, вежбаат многу бремени жени, кај нас во сала, во други сали, актуелно е, не е веќе тема која што ни се разговара, секогаш има што се плашат и негативни ставови е едно, меѓутоа вреѓањето е друго. Значи се искористуваат тие видеа, се ставаа по други групи, доле мажи многу коментира, невкусно. Тие се полошите, ама не ме заболело може така, полоши биле, повулгарни, понекултурни како коментари, пошто и на видеата и слично, ама ова ме заболе, зашто мислам дека направив грешка. Јас лично направив грешка, правам грешка што објавив на социјални мрежи нешто со децата и тоа треба да го престанам, да ги заштитам. Убаво што си почнала тоа да го размислуваш и мислам дека правилно би постапила. Не ги осудувам, ниту пак јас пробувам секогаш да разберам, затоа што колку што сакаме да ги споделиме нели милиси и така натаму сладки во тоа што го прават, сепак им даваме некаков вид храна на тие што не следат и дозвола, едноставно кога ќе ставеше на сторито е дозвола, еве ви материјал, гледајте, коментирајте. Така што до некаде не би рекла дека го оправдувам нивното како реакција, ниту пак дека го осудувам во крајност, сепак ова подкаст за ментално здравје, пробувам да разберам. И јас тебе те гледам искрено како кога би била ти министер. Вау. Министерка, да кажеме, за социјални мрежи. Или вака за ментално здравје. Ти кое прво правило би го ставила? За социјални мрежи. За социјални мрежи? Вака. Да. Ама правило нема. Забрана некоја, ова не сме. Ова не сме. Не. Би исклучила коментари. Коментари Или да не постојат. Што би направила? Не, да има нема некој шер. детектор? Не.
Не. Јас би сакала да има детектор да нема лажни работи. Значи да се луѓето реални. Као јас секој коментар што го добив тоа дека реална ситуација, што се воодушевуваат толку, што толку направи. Секој едно кога имам нешто кога ќе ми пишат, ти си реална. Значи ги сакам да не лажат луѓето, да има некој детектор и сето тоа што во очите на тие позади што седат и што си имаат лажни после за себе работи, така, да ги препознава и да не може да се објавуваат. Као тоа е едно најмногу што ми смета. Као секоја информација, дали нас не одговара или не, ако е вистинска и реална, сликата за мене, сликата за тебе, сликата за сето ова, е во ред. И во ред да не се сложуваме и да немаме исти мислења, апсолутно е во ред. Ама не е во ред лажно представување на се и се што. Тоа е единственото нешто што ми смета. Јас не сум го знаела дека толку постои, ама кога ќе ги добијам тие коментари, добро, што не може нешто друго да ми кажат за ова сега што направив за платформата, за тренинзите, ама ти си реална. Ти си реална и сваќаш уствари каде после другите се губат, што очекуваат, што бараат, утре моите деца ќе додат на тие социјални мрежи, они ќе гледаат сето тоа, тоа би било нешто што би го... Ама тоа е тешко, ама не се знае никогаш, некој детектор да ставиме. Тоа што ќе препознава. Јас мислам дека ти супер би се снашла во таа улога и така, многу ти брзо лажеш, би пресекла. ова не е добро. Вама ова не чини, ова чини, ајде овде забрана, не сакам шер да има, одма ќе го решиш Инстаграмот. Што се однесува до твоите тренинзи, тренираш често и си во улога на тренер. Какви клиенти тебе ти се појавуваат? Односно, знаеме дека спортот, фитнесот помага многу околу менталното здравје. Дали мислиш дека некои клиенти што ти се појавиле, некогаш па фитнесот не е доволен за да им помогне да надминат некои предизвици во животот? Обично сите велат спортот е една од алатките, меѓутоа, што предлагаш ти? Кога станува збор за ментално здравје и спорт, вака лесно е ние да кажеме дека спортот, како по дефиниција, ќе помогне. Меѓутоа, има ситуации кога знае на вистина да помогне, меѓутоа има ситуации кога помага само моментално. Нели, сега во моментот ќе извежбам, ќе се чувствувам убаво, може уште половина час ќе ми трае, меѓутоа кога ќе треба пак да останам сама со себе, не е во ред. Јас далеку сум стручна од тоа, меѓутоа не ја гледам промената кај нив и тоа се гледа во нивните очи, се гледа во нивниот фокус. Ние како тренери таму ја гледаме нивната присутност на движење, мислам, може вака смешно, а доволно јас ја гледам како скока на кутија дека може да се утепа на кутијата. Јас гледам кај гледа со очите, дека не е тука, дека уствари не ја гледа кутијата, а таа е 50 сантиметри висока, дека треба да скокне на нези, вака стојам, дека нешто не е во ред. Ги тргаме на страна ние, разговараме и генерално сме, затоа што работам со групни тренинзи сме некако си заедници, они се врзуваат меѓу нив и нешто ги има што ги држи, не само тренерот, него ги држи таа. Не зашто вежба другарка и другата запознале тука, ги држи, имаат моментално се чувствуваат добро. Ке некого на вистина помага и е филтер, меѓутоа зависи тоа колку е длабоко, колку се работи, плюс колку пак се враќаме на нешто исто, предпоставувам назад, па ова само сега е моментално и е тука. Факт е дека ќе помогне и дека помага, но не значи дека е крајното нешто кое што нели ќе го подобри менталното здравје. Секоја состојба е индивидуална, низ годините. Порано, нели, сега како си со генерацијата, така си влечеш и луѓе со себе, тоа е нели нормално. Последните години воопшто не се чувствувам како тренер за тренинзи, мене ми е најлесно да дадам тренинг и да напишам програмата. Најтешко ми е да ги сработам луѓето, да ги сработам во однос, да дознам зошто се тука дојдени, што носат тежина во текот на денот, ни што поминале, затоа што не е само ајде земи извежбај сега тука јако, извежбај си, тоа ќе ја завршиме денеска работата. Сите доаѓаме на тренинг од различни причини, од различни победи, кој за да има убав задник, до некој бега од нешто, до некој само затоа што му е убаво, некој само затоа што е дисциплиниран, го сака спортот, некој само затоа што го боли грбот и сите се со различна причина дојдени во сала. Работата ме научи тоа да го гледам и генерално и со тренерите кога разговарам, секогаш што им викам дечки тренингот ќе го дадеме склек е склек, чуч е чуч, брпи е брпи, нема ние нешто кој на топла вода да измислуваме. Имаме програма, работиме и сле. Меѓутоа луѓето тука секој мора да го гледаме како посебна индивидуа и мора да знаеме зошто е дојден тука. Замислете некој денеска да му застанеш на врат, му кажеш ајде сработи сега ти ова, зашто не вежбаш? Кој зна ни се што поминува. Така да длабока е таа некоја релација која што треба да се постави. Ние никогаш не навлегувам никогаш прва, таму каде што стварно ќе видам дека треба помош, знам да си дозволам да прашам. Ти се доверуваат? Да.
Многу. Дури порано и за тоа сум идела да работам на себе, да знам како да се носам со сето тоа, да не го носам дома, да не ме плаши после за некои мои работи, за нели, све стига прва до мене. Мислам да не збориме за здравствени проблеми, од неубави, па добро и до убави, нели? Бремена сум прва, морам да дознам, така. Јас сум бремена, да знаеш. Знае само маш ми, немој сестра ми тоа тука не знае, а јас морам да знам заради да го прилагодам, нели, тренингот. Тоа е за убавите работи, меѓутоа, нели, тоа се убавите, има многу неубави работи, мора да стигнат до нас. Колку пати ќе се случаи да ми пишат там све што направи, или јас затвори салата или јас на него што направи, ќе ми каже застанав на крајот часот муабет, што слушнав, што кажа, леле вика не можам се, ајде дај нешто, дома ми треба пола сат да дојдам на себе од сето тоа. И сега и тоа е работа пак на нас, и гледаш на крај никако да стигнеме до тренингот. Работата со луѓе е комплицирана едноставна, да, и прво мора да направиш безбедна средина, тука да вежбаат, да се чувствуваат пријатно, да. Пак ќе кажам, теоретски е поврзано со менталното здравје, но длабоко ако навлеземе, може кај дел и да не помогне, дури и да направи спротивен ефект ако тоа не е контролирано и здраво вежбање. Забележуваш многу примери таму во таа фитнес сала. Клучно е дека треба да се има дисциплина ако се сака да се вежба, меѓутоа сигурно се забележала и нешто што се вика само казнување. Дали има претерување, како би ги советувале за да знаеш како денеска живееме во едно модерно време, се што има пласирано по социјалните мрежи и младите генерации се земаат здрава за готово и ако слуш, например, инфлуенсер или било кој домашен или стран, дека помага нешто, дали се тоа чаеви, дали се тоа, не знам, нели други препарати, се фаќаат веднаш за таа мамка, да речеме дека тоа така. Дали ти тоа го одобруваш како фитнес индивидуа во целава ова приказ, нели? Знаеш кој е најголемиот проблем во ова прашање, сега што ќе ти го одговорам, зашто мене ме научија, ме знаат. Ја знаат мојата искреност, која што ја викаат дрскост. Нели? Да. Кога јас нешто директно ќе кажам дека тоа не е. И луѓето не доаѓаат мене тоа да ме прашаат, што е уште поголем проблем и многу ми фали можда во работата, не дошле превентивно кај мене, они ќе ја направат некаде белјата. И после ќе речат, јави се ти, повредена си или не, зборам, например, повредена во однос на ете грб, колена или нешто, или од строги диети, па изгубен циклус и слично, па фалат масти, и тогаш ми се јавуваат кога јас треба да го средам тоа, не сум доктор на крајот од денот. Јас можам да помогнам до некој степен. Можам, ама морам првин да седнам, да разговарам, не можам тоа така по пореки да го направам. Јас не можам тоа дури и по телефон ми е тешко, ми треба вака контакт, жива конекција. Да, за да ја видам состојбата, да видам што се случило, како е настанало тоа. Можда порано и доаѓале, ама тоа е стварно некој пред 10 години мина тоа време. И не беше ни толку актуелно, тогаш постоја 2-3 диети сега. Ова е жив хаос. Они ме следат, они многу добро знаат дека ако мене ме прашаат дека таа информација и потврда они нема да ја добијат. И не ме прашуваат мене. За тоа знаат нека да прашаат што мислиш за ова, ама она веќе решила, може и го направила. Него нели само за да добие случајно да не го добие саканиот одговор. Кај нас, зашто веќе ние сме јас не се чувствам сега како да кажам за возрастна стара или нели, ама сме веќе во граница, пошто има многу тренери кои што се помлади од нас, дури под 15 години. Ние сме во другата фаза каде што они веќе доаѓаат кога на стварно им треба некаква помош и многу штета што не доаѓаат предходно, ама не се чувствуваат, знаат дека ќе добијат негативен одговор, а некој веќе им кажал за некој си брз резултат. Веќе во нивната глава е тоа влезено. Јас што и да кажам, не сакаат ни да прашаат, можам да помогнам и немам такво некое искуство, него ние откако ќе се направи белјата, да ја кажам белја сега, тогаш знаат дека биднало, веќе дали стигнале дома, помладите што се дали кажале, не кажале дома, повозрастните мислам и они ги прават тие работи, меѓутоа нели нормално по друга е комуникацијата, тогаш веќе се на наша врата да кажам и ние сме тие што сега треба да видиме од каде потекнало тоа, па дали навистина може да помогнеме, најтребаат може доктор да се консултираме, не можеме се сами тоа да го решиме, не земаме таква одговорност, ама не ги оставаме. Значи, ќе посочиме, ќе кажеме, имаме и доктори многу што вежбаат, се договараме меѓу нив, никад не сме донеле сами заклучок. Буквално да, некогаш ако ме гледа мене како светла точка да му помогнам, без разлика што не сум таа што ќе помогнам, јас ќе сеам на 10 доктори да ми помогнат, ако на мене ми верува, дека се чувствува некоја сигурност, нешто во мене, ама ја не го знам тоа, јас и ќе кажам и ќе кажам, сега јас ќе севам. Ќе севам кај Нина, ќе севам кај Мики, ќе севам ваму, ќе средиме работата, биди тука присутна, сема не ги решавам сека така работите. Знаеш што ќе добијат од мене одговори, не ме прашуваат. Камо да ме прашаат мене за такво нешто, јас да им кажам.
Мислам Не. дека би им дала вистински совет. Кога станува збор за тренирањето, те молам кажи ми, дали се сите вистински тренери и дали толку лесно многу тренери има, дали толку лесно може да се стане тренер? Еве, дали Елена Бубало ќе каже, овој не е тренер. Леле, да, сега види како ме намести тука, ама да, таа види, таа е една реална тема на муабет која што ние сите си ја знаеме, никогаш ја спровлекуваме меѓу нас, ја збориме, не сум јас таа што треба да кажам, нели, кој е добар, кој е лош тренер, меѓутоа факт е дека ги има многу, дека со вежбање 2-3 месеци, кои се почувствуваат посигурни во себе, сега е многу лесно да се стигна до тренинзи, готови програми, значи буквално ти да сакаш да бидеш тренер, верувај дека можеш да станеш тренер. Ако добро изгледаш, знаеш добро да се искажеш, да кажеш, ќе купиш готови програми од било која држава, од било кој тренер, па дури и од наш, и истото можеш да го работиш. А од другата страна, луѓето не можат тој филтер да го стават и тука е проблем и нема како да се помогне, освен или да имаме некоја регулатива која што сето тоа ќе сака да го превземе како, нели, како ситуација и на тој начин да сме сигурни дека нештото или тој некој е добар или е лош. И не може, како и во секоја бранша, така и во спортот, не може да веруваме на секого. Треба да сме свесни дека постојат и неквалитетни луѓе, треба да сме и што тренираме исто така многу важно. Има навистина спортови кои што буквално што и да правиш не можеш да се повредиш, па макар и со другарка ти да вежбаш. Па ако таа те мотивира, и се е окей. Меѓутоа, имат сериозни движења, вежби и тренинзи каде што можеш да се повредиш, можеш да си направиш проблем, можеш да се превежбаш, никој не зборува за превежбувањето, за носење на нов стрес, никош, ета, тоа сакаме ние да го намалиме стресот, а одиме некаде каде што никој не може да го исконтролира интензитетот на тренингот врз нас, па да направиме контраефект. Тога веќе ни треба квалитетен тренер, кој што е со искуство, кој што знае, или е под капата на некој тренери кои што сето тоа ќе го насочат. Затоа е важно веќе кога бираме, во зависност од спортот и од тоа што го правиме, да сме свесни. Така овдека многу се мали шансите да направиме некаков проблем, се движиме, активни сме и е окей, меѓутоа веќе кога сакаме маце посериозни тренинзи да правиме, дека не смееме на секого да го препуштиме тоа, особено не на оние каде што ќе направиме ваков резултат, таков резултат, тоа е сериозно, каков резултат сакам да направам, слабење, да ослабам, да направам вакви мускули, да направам онакви мускули на телото, вака да изгледам. Сега веќе нели тие работи кога ќе одиме, знаеме дека се откажуваме од многу работи од животот, менуваме многу нагло храна, менуваме стил на тренинг, жените особено страдаат, таму се ризиците многу поголеми за разлика од машката популација, заради хормоните кои што ги имаме, масти се во прашање и слично женско здравје и мораме да бидеме внимателни. Како им викаме на децата, за некоја работа извини нема поправка. Знаеш, ти ќе ми кажеш за све извини. Јас така викам, ама за ова извини, ако јас не можам да го средам понатака, џабе извини. И мора да се внимава. Ама има и во секоја професија. Тоа е присутно и на крајот, место да играме некоја игрица на телефонот и да скроламе глупости, па може и да прочитаме, да се распрашаме, да прашаме мал е градот, мала е државата, искуствата и слично. Не е проблем, нели, па да се лесно се доаѓа кај нас до мислам дека до правилна информација, доколку сакаме да ја слушнеме, пошто ние често не сакаме да го слушнеме тоа што е правилното, него тоа што нам ни одговара. Мене ми одговара да продолжише подкастов уште повеќе. Помина времето? Ама мене речи од таа страна ми вели сечи. Готово надминавме со време. И во интерес на тоа време, Елена, само би сакала вака убаво да ставиме завршница на прекрасниот разговор и да дадеш една силна порека до младите, па и возрастните кои што те следат тебе. Пошто би сакала да те запамти светот? Мене? Тебе. Тоа што стварно сум еден искрен и реален човек кој што постои тука. Дали преку екраните ќе ме видиш, дали ќе ме видиш во сала, дали ќе ме видиш на улица, дали вака ќе ме видиш елегантно облечена, малку подотерана. Да, дека сум еден реален и искрен директен човек кој што сака да разговара и на тој начин да ги реши работите. Само така можеме да стекнеме блискост и да допреме до луѓето.
Елена, многу ти благодарам што беше дел од Ресет, зборуваше на тема што е многу важна за сите нас, тоа е менталното здравје, она што не обкружува и тебе што те дефинира. Од овој разговор јас ќе се заменам со мислата дека тренингот може да биде терапија, да вистина може да помогне, меѓутоа во некои ситуации дефинитивно треба да се обратиме и на стручна помош, односно на место каде што ќе ни одговорат соодветно на тоа со што се соочуваме. Така што ти благодарам на таа лекција денеска што научивме од тебе. Се надам дека ова лекција прими убаво и публиката која што не следи вечерва. Се надевам и дека уживавте во разговоров и дека научивте нешто повеќе за себе. Ако не сте вежбале денеска, обавезно да се обратите кај Елена и да направите еден тренинг. Јас мислам дека треба да се дам една шанса и кај тебе да видиме како ќе оди тоа, да видиме женско како ќе биде, да. До тогаш ќе ви посакам да работите на себе, да бидете отворени, вежбајте. Дефинитивно вежбањето помага. Се гледаме до следниот подкаст. Чао.